На 1. септември 1939 година во Мугрите започна досега најкрвавата војна во историјата на човештвото, Втората светска војна, која се прошири на цела Европа и го зафати целиот свет. При нападот на Полска, Хитлер се раководеше од доктрината на секавична војна, Блицкриг, која се е целосно растројство, воено, политичко, економско и психолошко. Хитлер го изврши нападот со 1500 авиони подкрепени од тенкови по целата должина на фронтот од 1600 километри. Уште во првите 3 дена од нападот, германските тенкови длабоко навлегоа и стигнаа до Варшава, каде што ги опколија нејзините 125.000 војници, кои одбија да се предадат и јуначки се бореа до крај. Разурнатиот град, во кој загинаа 55.000 жители, се бореше до трагичниот крај 27. септември, кога мораше да го запре отпорот. Wybuch II wojny światowej zastał mnie w Warszawie. Кога избувна Втората светска војна, јас бев во Варшава. Тогаш веќе бев архитект офицер во резерва и излегов од Варшава на 3. септември 1939 година одејќи во војна, а се врати во Варшава по 2,5 години. Сето тоа време многу сакав да се вратам во Варшава, бидејќи моето место беше овде, но тоа можев да го реализирам дури по 2,5 години. Ноќта меѓу 3 и 4 март 1942 година, како падобранец и војник на армија Крајова, бев префрлен од Англија во Полска. Во Варшавското востание бев командир на вод и бев сведок на уништувањето на градот. Меѓу многуте градови уништени во времето на Втората светска војна, Варшава зазема посебно место. Не само по обемот на уништувањата, тој е најуништен главен град на која и да е земја, но исто така и по начинот на кој беше уништен. Кога другите градови беа уништувани за време на воените операции, во Варшава германците изведоа злосторнички, свесно подготвен план за уништување на луѓето и на градот. Го реализираа консеквентно, изработувајќи урбанистички планови за уништување на Варшава и изградба на истото место на нов германски град. Варшава беше окупирана, но не и покорена. Таа постепено се соземаше, внатрешно се организираше, така што пред крајот на 1943 година низ Полска дејствуваа околу 60 партизански одреди, кои на непријателот често му нанесуваа удари. Варшавското востание беше најголема оружена акција на полското подземје меѓу септември 1939 година и јануари 1945 година.
Na 1. septembri 1944. godina vo napad otidoa 20.000 vojnici na armija Krajova. Јас бев еден од нив. Уште првата вечер претрпевме големи загуби, бидејќи повеќе од 15% беа убиени и ранети. Ние, тогаш млади деца, мечтаевме за ослободувањето на нашиот град од непријателот, кого го мразевме. Црвената армија наближуваше до границите на градот и мислевме дека секој момент ќе влезе внатре. Се надевавме дека ќе ни помогне. Но се случи сосема поинаку. Германците од првиот момент сакаа крваво да го угушат востанието. И на 5. август во Вола, западниот кварт на Варшава, стрелаа 10.000 луѓе. Мислеле дека востанието ќе го загушат во крв, дека востаниците ќе го фрлат оружјето. Но ние се боревме до крај цели 63 дена и 63 ноќи. Варшава за германците представуваше многу важна точка од средниот фронт, бидејќи од тука минуваа линиите кон одбранбената точка од другата страна на Висла. Според тоа, германскиот удар по совладувањето на Вола се сврши токму во правецот кон Старе Мјасто, тоест кон тие места во кои се наоѓавме сега. Овде, од 8. август до 2. септември 1944 година, се одвиваа до таа мера ужасни борби што не остана ништо. Борбите се водеа не само за згради, станови. Германците не ги штедеа ни светите места. Овде на ова место напаѓаа со тенкови, уриваат зидови, користејќи специјални мини на голјат, за да влезат и да ги истиснат одовде востаниците. Германците во Варшава употребувале најсовремено оружје, минофрлачи, мини, тенкови, голјати и најголем минофрлач во употреба на Вермахтот со калибар 610 мм, чиј куршум тежеше половина тона и можеше да урне цела зграда одеднаш. Варшава беше поделена на неколку борбени огништа. Покрај единството на командата, тие борби се водеа во Мокотов, каде што се наоѓав и јас, во Старе Мјасто, во Помивле. Насекаде сметавме дека ќе дојде денот кога ќе се ослободиме. На 14. септември беше ослободена Прага, кварт што се наоѓа на десната страна на Висла, но Старе Мјасто веќе не постоеше. Старе Мјасто почина во урнатините, а Старе Мјасто тоа е срцето на Варшава. Овде насекаде лежат моите пријатели, момчиња и девојки од извидничкиот батаљон Парасол. Ова е наше последно востаничко засолниште. Јас не морам вам, на југословените, да ви кажувам што беше тоа војна. Втората светска војна беше подмолна и ужасна, како кај вас, така и кај нас. Извидничкиот батаљон Парасол бил повикан во борба против најподмолните убици на полскиот народ. Во 1943 година оваа единица, составена од извидници, извршувала прочуени акции против оние што го масакрирале нашиот народ. Dokonywali masakry wśród naszego narodu. Една од најпрочуените акции е акцијата врз Кучера. Вакви акции имало 13. Една врз шефот на Гестапо, врз шефот на единиците на СС и полицијата Ханс Кучера, врз Копе, високиот офицер на СС во Краков.
Potem przyszło powstanie. Потоа дојде востанието. Баталјонот Парасол се бореше на најтешките места. W mniejszych odcinkach. Tu nie leżą wszyscy. Овде не лежат сите на место. Przez nasz batalion Низ редовите на нашиот баталјон мина околу 700 луѓе. 700 ludzi. Z tego Од нив, tutaj овде се najmniej наоѓаат porosłych. околу 100, Reszta другите nie ma немаат grobów. гробови. Tu na tym kamieniu На овој wielkie камен są се nazwiska, испишани нивните też nie имиња, wszystkie. но исто така не сите, зашто немало Najpierw место. wyjaśnię, dlaczego Најпрвин да właśnie објаснам зашто batalion баталјонот се викаше nazywa się Парасол, To чадор. jest ostatnie, Тоа е последна шифра на одредот. Предходната била poprzedni антигестапо, nazywał się а во Antygestapo. последно време Парасол. Ostatni parasol, Бидејќи требаше да ponieważ бидеме mieliśmy кадровски одред на kadrom падобранците oddziałem. и куполата на падобранот ја прифативме како наш символ. Przyjęliśmy czaszę spadochronu jako nasz symbol. Ja byłam w tym oddziale Јас во тој одред бев санитарка, бидејќи bo во były одредот dziewczęta. имаше и девојки. Myśmy były nieco młodsze. Ние бевме помлади од машките. Најмладите има околу 14 години, а највозрастните 20-21. Машките биле 15 годишници, некој ако имал 25 години веќе се сметал за стар. Може би е потребно да споменам за девојките од баталјонот Парасол. Загинаа повеќе девојки. Во моментот кога одредот мора да се повлекува под притисок на непријателот, санитарките мораа да останат, а дури и да одат напред за да ги земат ранетите. Во нашиот одред ранетите не се оставаа. Сите ранети се земаа за да не паднат во рацете на непријателот. Од мојот батальон Парасол Загина 85% од луѓето. При крајот на востанието јас бев многу тешко ранета. Тоа беше по трет пат. Првите два пати бев полесно ранета. Последниот пат бев смртно ранета. Парчето ме погоди в срце. Преживеав зашто бев млада и многу здрава. По војната не дојдоа никој од моето семејство. Мајка ми загина во Равенсбриг, 17 годишниот брат загинал во друг извиднички одред во баталјонот Зошка. Kiedy przyjechałem do Warszawy, mogłem stwierdzić... Кога допатував во Варшава, можев да ги видам трагите од уништувањето за време на септемвриската блокада. После бев сведок на улични екзекуции, убиства и испраќање на луѓе во концентрациони логори, на колежот во еврејското гето, каде што биле убиени над 400.000 луѓе, а потоа истото беше наполно уништено. Годината 1943 во Втората светска војна представуваше пресвртница. На источниот фронт германските војски почнаа да губат. Отпорот во окупираните земји на Европа стануваше се поголем, а истовремено фашистичката одмазда пожестока. Во еврејското гето во центарот на Варшава, заградените евреи, мажи, жени, деца и старци станаа живи трупови кои масовно умираа. Неиздржливиот терор ги поттикна на востание кое избугна во април 1943 година. Следуваше жестока одмазда. Гетото беше срамнето со земјата.
Овде сега има споменик за да подсетува на крвта и на солзите на страдањето на народот. И зградите наоколу се споменик на тоа време. Една година подосна, на 1. август 1944 година, започна Варшавското востание, кое го водушеви светот по херојството на борците, но во кое масовно се гинеше. Potem byłem świadkiem katastrofalnych Потоа wyburzeń бев сведок plac на powstałych. катастрофални рушења и загуби во востанието. По востанието, кога германците ги истераа сите жители од градот, ми се причини дека овој злосторнички процес заврши. Меѓутоа, лудата телеграма на Хитлер и натаму да се уништува, го покажа спротивното. Тогаш се создадоа, мислам, дека за прв пат и последен пат специјални уништувачки одреди, Vernichtungskommando, командо, кои според одредените инструкции и план, ден по ден, улица по улица, за време на 100 дена, ги уништувале небранетите урнатини. Последицата на овие 5 години окупација и војна биле 800.000 загинати во Варшава. Тоа е 2/3 од жителите и 85% уништени градби. Неверојатна слика на уништување. Niewiarygodny obraz zniszczeń. Во Втората светска војна, Полска даде 6 милиони жртви. Само во борбите за Варшава загинаа половина од нејзините жители. На многу ѕидови на зградите и скоро во секоја улица се поставени спомен плочи на кои се набројани загинатите на тоа место. Насекаде е пролеана маченичка крв на пољаците. Było wiele miast na świecie zniszczonych w wyniku II wojny światowej. Warszawa Втората светска војна уништи многу градови во светот. Варшава беше поинаква, можеби затоа што од градот беа протерани сите жители. że było to miasto Тој град беше осуден на целосно уништување. nie tylko mury, Не само ѕидовите, туку и луѓето. gdzie się podzieli Каде отидоа mieszkańcy жителите на Варшава Warszawy, кои по паѓањето на Варшавското востание ги имаше неколку стотици илјади. Fotografie Фотографиите pokazują, покажуваат że само дел од Варшавската трагедија. po upadku По паѓањето на востанието, по завршувањето на воените операции, германците во Германија на принудна работа одведоа околу 90.000 жители, млади, około здрави, 90 силни. 000 mieszkańców. Młodych, Околу zdrowych, 60.000 одведоа во концентрациони логори, wywieźli do obozów а над 300.000 луѓе, меѓу кои постарите, Natomiast ранетите, przeszło 3000 ги растурија низ цела Полска, во разни градови и села, osób осудувајќи го со тоа на глад, смрт и уништување. wywieźli na teren Polski do różnych miast i miasteczek, skazując ich tam właściwie na głód i poniewierkę. Wydaje mi się, że właśnie Мислам дека to, тоа że што е w направено овде за толку кратко време, krótkiego czasu што им е одземен покривот над pozbawiono главата, dachu nad głową, средствата за живот на над половина милион жители на Варшава, кои биле принудени да скитаат низ многу оддалечени места, е неповторливо во историјата не само на Втората светска војна, туку воопшто во историјата на нашиот град. Ale rys historyczny naszego miasta. Од велелепниот споменик на незнајниот јунак на Полска во Варшава остана порталот пред кој илјадници варшавјани секоја недела напладне присуствуваат на смена на стражата проследена со парада.
Сето во спомен на дадените жртви на градот и на целата земја, жртвите на Варшавското востание кое го потресе светот. Walka i tragedia Warszawy stały się inspiracją. Борбата и трагедијата на Варшава стана инспирација за многу поети. На нашиот главен град му се посветени многу песни. Меѓу другите оваа песна што ќе ја прочитам сега, ја напишав на 1 август 1944 година, квечерина, по избавнувањето на Варшавското востание, меѓу излегувањето на една патрола и враќањето од таа патрола. Затоа насловот е Патрола меѓу ѕидовите. Толку близко, но сепак толку далеку, кога ноќе ќе излезеш во препад, зад нас река од огнови, столбот на ноќта под ногата како да мина. Гранатата врака лади како земја, болат очите загледани во непријателот, звездите како сребрени узенгии, црвено бојадисува огнот. Само напред, пат наназад не постои, дали дење или ноќе, додека не покрие земјата остра како гром. Потпрени врз Твоето име, о Нике, како врз мајчини гради, одиме мирно во бура кон нашата војничка смрт. Уништувањето на Варшава во времето на последната војна и окупација се одвиваше во неколку етапи. Првата етапа тоа е блокадата на Варшава во септември 1939 година, кога градот беше опколен и врз него се пукало со топови, се фрлаа бомби од авиони. Тогаш градот сосема беше уништен. Културните богатства веќе тогаш претрпеа големи загуби. Изгореа многу општествени и државни колекции. Ќе го спомнам овде извонредниот етнографски музеј што беше целосно уништен. Народниот музеј во Варшава претрпе загуби од бомбардирањето. Особено свирепо беше уништуван Кралскиот замок. На 17 септември 1939 година, кога Хитлер го наблюдуваше бомбардирањето на Варшава од едно градче близу Варшава, се фрла запаливи бомби врз замокот. Избувна пожар. Ние веднаш почнавме со спасувањето на сите културни богатства и ги пренесувавме во Народниот музеј во Варшава. Од Кралскиот замок успеавме да изнесеме се што беше најскапоцено. Сите тие слики се наоѓаат овде во Народниот музеј на Варшава. Тоа се 30 слики со поглед на Варшава на Бернат Белото Кавалерт од втората половина на 17 век. Тие слики представуваат врвни уметнички достигнувања и богата документација за Варшава. Во вториот дел од окупацијата, германците извезуваа наши колекции, меѓу нив и сликите на Кавалерт од Народниот музеј и од другите музеи. Не само што ги извезуваа, туку истовремено и ги уништуваа на самото место. Хитлер лично нареди замокот да се дигне во воздух и да се срамни со земјата. По востанието германците почнале акција на систематско срамнување со земјата на целата Варшава. Тогаш, меѓу другото, во воздух дигнаа многу згради, а сосема изгоря на најпознатата полска библиотека, библиотеката на Зауските, основана во 18 век. Во неа имаше 400.000 непроценливи печатени текстови и 40.000 прекрасни ракописи. Во време на востанието настојувавме да спасиме се што беше можно. Имавме големи екипи составени од научници, уметници, доброволци, имаше многу железничари, обични луѓе. Со тие екипи ги извезувавме од Варшава културните богатства што беа спасени. Имавме голема среќа што се однесува до сите предмети кои се изнесени од Варшава, од Кралскиот замок, бидејќи германците сите тие работи, се она што имаше поголема меѓународна вредност, го однесува во Германија и така некако среќно се случи што по војната сите збирки беа пронајдени и вратени во Кралскиот замок.
Окупаторот не ги поштеди ни културно-историските споменици на градот. Сите најбрутално беа симнати и однесени во леарниците на топови во Германија. Сите, освен споменикот на Никола Коперник, прославениот реформатор на астрономијата, кој на местото на геоцентричниот го постави хелиоцентричниот систем на светот. Го оставија, тврдејќи дека неговото потекло не е полско, туку германско. По ослободувањето на Варшава, сите споменици се обновени и сега достоинствено се издигаат и го украсуваат главниот град на земјата. Палац на Выспе во Лаженках, Палатата на островот во Лаженки во втората половина на 18-тиот век била летна резиденција на последниот полски крал Станислав Аугуст Понјатовски. Тоа непроценливо богатство на полската архитектура било преполно со уметнички дела. Во таа состојба, овој објект е сочуван до времињата на последната војна. Во септември 1939 година, работниците на Националниот музеј во Варшава ги пренесоа уметничките дела, слики, резби, накид, во зградата на Националниот музеј во Варшава, бидејќи таму се наоѓале противавионските скривници. За време на окупацијата, германците ја пренесоа таа збирка во Германија после војната. Дел од неа беше откриен и се врати повторно во Варшава. Што се случувало во меѓувреме со самата палата овде во Лаженки? Во неа престојувале германците. Среќно помина така за време на војните дејствија 1939 година, како и за време на Варшавското востание, кога не беше уништена. Дури по Варшавското востание специјалните екипи на СС дојдоа овде за да го уништат објектот што бил споменик на полската култура и архитектура. Специјалните СС екипи ја изгореа палатата, палејќи ја со бензин, а потоа во се уште зачуваните ѕидови издупчија 1000 дупки за динамит, сакајќи да го дигнат во воздух објектот слично, како што правеле и со другите монументални градби во Варшава. Но сепак не стигнаа да ја дигнат палатата во воздух. Но сепак објектот беше изгорен. Неповратно исчезнаа сликите што ја красеа внатрешноста на палатата. После војната почнавме со повторната изградба на овој објект, која траеше неколку десетини години. Палатата игра голема улога во културниот живот на главниот град. Стариот затвор Павијака, со неговите мемливи келии на германскиот окупатор му послужи како погодно место за мачилиште на борците од Варшавското востание. Мнозина тука ја најдоа смртта. Веднаш пред него е така нареченото дрво на сеќавања, на кое се наоѓаат метални табли со единствени надписи со основни податоци на загинатите, кои се закачени како спомен и како известување за трагичната судбина на граѓаните на Варшава. Więc stare miasto w Warszawie, w którym jesteśmy... Старе място на Варшава во кое се наоѓаме настрада по востанието. Варшава беше многу уништена за време на заземањето во 1939 година. Но тогаш старе място релативно успеа да се спаси. Изгореа замокот и покривот на катедралата. Но старе място било многу уништено во 1944 година за време на востанието, а по востанието изгорено. Многу згради биле дигнати во воздух.
На оваа страна од Висла, освен темелите, не остана ништо. Другите згради беа изгорени и многу разурнати. За среќа по востанието, зачуваните планови на сите згради ги однесовме на сигурно место. И токму тоа овозможи и старе място да се изгради исто какво што беше пред војната. Секако дека при оваа изградба воведовме доста измени во ставовите, вградивме неопходни апарати, а исто така на старе място му дадовме програма на вообичаен комплекс за живеење. Тука има продавници, пошта, аптека и сите тие нешта што се неопходни за животот на градот. Неговите надворешни облици се многу прецизни, исти какви што беа пред војната. Од урнатините на старе място за време на расчистувањето ги избиравме сите каменести фрагменти кои подоцна ни дозволија многу прецизно да ги сместиме на нивното место. Благодарение на тоа приземје, на портите и во горните делови на зградите има многу оригинални делови. Zresztą w gruzach Starego Miasta przy odgruzowaniu wybieraliśmy wszystkie kamienne fragmenty, które nam pozwoliły bardzo dokładnie umiejscowić je później na miejscu. Stąd też i w parterze, w portalach i w górnych częściach budynków jest dużo fragmentów oryginalnych. Gołębie z obłoków, z ukochanym wychylić się z okien na starówkę, gdzie radość i spokój. A jeżeli nie mieszkać, to iść i zobaczyć, jak pięknie tu dziś. Во војната кампања во 1939 година бев подпоручник, командир на чета. Учествував во одбраната на Нарвја. По завршувањето на војните операции не отидов во заробеништво, туку како цивилен граѓанин дојдов во Варшава. Тука бев уапсен во ноември 1939 година и префрлен во логор во Германија. Во почетокот престојував во специјалниот логор на Гестапо, а потоа и во некои други логори, во текот на 5,5 години. Роден сум во Варшава. Со Варшава сум сврзан и затоа се нафативме со една необична работа. На младината пред се, но не само неизе, туку и на луѓето што не живеат во Варшава, да им покажеме тоа што остана од предвојната Варшава. Освен тоа, да им покажеме некои работи што вреди да се зачуваат, да им се обрне внимание дека вреди да се реставрираат и да се адаптираат кон современата архитектура. Варшава всушност е создадена од темел, бидејќи сосема беше уништена. Се работеше за тоа и на младината да ја покажеме како изгледаше таа Варшава, на младината која е родена по војната, која не биде како изгледаше Варшава пред војната, бидејќи Варшава непосредно по војната тоа беше куп урнатини. И ова игра трае бескрајно. Секојдневно во Жиче Варшави излегува статија и цртеж кои се однесуваат на старата Варшава. W dzienniku Życie Warszawy ukazuje się artykuł i rysunek dotyczący Starej Warszawy. Од болката, уништувањето, прогонствата и упорноста на пољаците се роди нова Варшава. Се реконструираше и се обновуваше дел по дел. Пред очите на светот никнуваше обновената Варшава. До неа се дојде преку жртвите кои хитлеровскиот окупатор ги ставаше пред цевките на пушките. Ги прати на бесилка, во логорите на смртта, во гасните комори, во печките на крематориумите. Otóż chciałem Państwu powiedzieć, że ja tak jak wielu innych Polaków Би сакал да ви кажам дека како и многу други пољаци кои ги имаше овде пред војната 36 милиони, а јас тогаш имав 13 години, како дете бев фатен од страна на окупаторот СС во Варшавското востание и одведен во концентрациониот логор во Ошвенчим.
Мислам, познато ви е дека логорот на германски се викаше Аушвиц. Жежинка се викаше Биркенау. Нам, како на сотвореници, ни се давани броеви, четвороцифрени, кои ги имавме од една страна на ракавот, од другата страна на реверот, а исто така и на панталоните. Nadawano nam jako więźniom numery. To były 4 numery, które żeśmy mieli numery na rękawie z jednej strony, tutaj na klapie z drugiej strony i na spodniach żeśmy mieli najważniejszym numerem. Најважниот број се наоѓаше на раката. W powstaniu warszawskim Во Варшавското востание загинаа многумина од моето блиско семејство. Така, например, загинаа двајца мои браќа, сестра ми. А најстарата сестра до ден денес не гледа. Германците ја тепале за време на конфронтацијата со мене, се додека не изгубила свест. Жива е, но не гледа. Ona żyje, ale nie widzi na oczy. Варшава е ослободена на 17 јануари 1945 година. Но кога зборуваме за производството на леб, тогаш треба да се зборува не само за жетвата, туку и за орањето и сеидбата. Зборувајќи за ослободувањето на Варшава, треба да се каже што се случуваше пред тоа. Предните советски одреди излегоа на Висла при крајот на јули и тогаш почна борбата за Варшава. Први борби на нашата прва армија на полската војска беа борбите за одбранбените точки во близина на Демблин и Пулови. Одбрана на Магнушевската одбранбена точка, каде што учествуваше првата оклопна бригада, а после 2 пешадиски дивизии и 1 конјичка бригада. Прага, кварт што се наоѓа од десната страна на Висла, ослободен е во половината на септември. Тогаш, востанието во Варшава трајало веќе 1,5 месец. И ние настојувавме да го подпомогнеме. Овде каде што стоиме и во најблиската околина се наоѓаше Черњаковската одбранбена точка. Борбите траја 8 дена, во нив армијата загуби 2000 луѓе. Тоа е 2 пати повеќе отколку што загуби првиот корпус во битката за Монте Касино. На тамошни борби за Варшава, тоа беа борбите за Јаблоно и Легионово, северно од Варшава, и борбите за ликвидирање на германската одбранбена точка што се наоѓаше меѓу Бук и Нарвја. Вкупно 38 денови, напади, 7 големи борби во кои загинаа повеќе од 9000 војници на првата армија. Тие огнови беа преместувани се поблиску и поблиску. При крајот речиси удиравме по нашите војски, бидејќи борбите се водеа веќе во катовите на одделни згради. Bo walki trwały już na piętrach poszczególnych domów. Na tym miejscu zbudowano pomnik sapera. На ова место е подигнат споменик на минерите. Да споменам дека ослободувањето на Варшава не заврши на 17 јануари. Варшава беше минирана. Ако сиве овие мини, бомби, куршуми ги разделиме рамномерно во секоја варшавска визба, тогаш во секоја од нив би имало 1 бомба, 5 куршуми и неколку десетици мини. Благодарение на минерите ги нема веќе тие мини. Тие урнатини ги подготвија за мирновременски живот, за изградба. Przygotowali do życia pokojowego, do odbudowy gruzy Warszawy. Еден од најубавите написи во Варшава, напис што ја најавувал повторната изградба на градот, што го најавувал мирот, беше "Мини нема" или "Мините одстранети".
Со заеднички напори на полските и на советските единици беше ослободен градот Освенцим и од логорот беа ослободени илјадници пољаци кои германците не стигнаат да ги ликвидираат. Живите трупови, радосни, но сепак живи, беа префрлувани во нивните домови. Херојска Варшава ја подели радоста со веќе прежелените граѓани. Постојат две визит-карти на Варшава. Колумната на Зигмунд, столбот на Зигмунд и споменикот на Фредерик Шопен, дело на Вацлав Шимановски. Овој последниот се наоѓа во најубавата градина на Варшава, во Лаженковскиот парк, во Кралските лаженки. За време на окупацијата, во овој парк имале пристап само германците. Полските посетители биле истерани од Лаженковскиот парк. Изгледа ги нервирал окупаторите споменикот на големиот полски композитор, кој низ целиот свет ја прослави полската музика и култура. Добро разбира дека во таа музика е изразена тагата на пољаците за независност. Затоа, уште во почетокот на војната решиле да го уништат ова дело. На 31. мај 1940 година споменикот беше дигнат во воздух. Многу стари варшавјани се уште се сеќаваат на оваа експлозија. И јас се сеќавам на овој момент. Тогаш имав 10 години. Стоев во близината на овој споменик во алејата на Ујаздовските, покрај портата на Одродзење, и видов веднаш по таа експлозија како споменикот лежеше на земјата и како германските војници го сечеа на парчиња за воотпад. Потоа беше наменет за продукција на оружје за хитлеровците. По окупацијата, по ослободувањето, се зафативме за реконструкција на тој споменик, како што се зафативме за реконструкција на многу споменици во Варшава. Сите споменици беа реконструирани, а исто така и овој. 1958 година бил свечено откриен и повторно поставен на својата основа. Po raz drugi wróciłem do Warszawy we wrześniu 1946 Втор пат во Варшава се вратив во септември 1946 година по заробеништвото и по завршувањето на факултетот во Англија. Се вратив во урбанистичкото биро за изградба на Варшава БОС. Првиот ден кога дојдов во ателјето на зидот го видов планот на Варшава. Ми се причини дека дојдов многу доцна, дека за мене веќе нема работа. Набргу се уверив дека имало, и тоа за последните 30 години. Најголем потфат во кој имав среќа да учествувам беше изградбата на автопатот ВУЗ, кој беше голема реализација на новите предвидувања, планови и кој даде до знаење дека нема само да го изградуваме уништениот град, туку зачувувајќи ги неговите најубави, најсветли историски елементи, ќе градиме град на нов општествен поредок и нови технички решенија. Жителите на Варшава многу се интересираат за тоа што се случува во Варшава и во сеќавањата го задржуваат тоа што се случило. И тој, најуништен град на светот, денес главен град, со 1,5 милион жители, голем, современ, го зачува не само сеќавањето, туку и трагите на тие уништувања. Ме радува и тоа што тие варшавски искуства ни користеа не само овде во Полска, но исто така и во Југославија. 1964 година, по земјотресот во Скопје, ние, група урбанисти од Варшава, ја имавме таа среќа заедно со колегите урбанисти од Македонија да го изградуваме Скопје.
Обновувањето и изградбата на Варшава беше плод на меѓународна солидарност. Веднаш по завршувањето на војната, полската престолнина беше расчистена од урнатините и беа создадени со зачудувачка прецизност истите згради кои гореа како факел во Втората светска војна и од нив останаа само зидиштата. Но најголем удел во обновувањето на градот дадоа самите варшавјани и цела Полска. Помошта од целиот свет дојде како подкрепа на напорите на пољаците и силната желба да се помогне во обновата на градот. Во тоа беа ангажирани полски и светски стручњаци. При расчистувањето на урнатините на Варшава во 1946 и 1947 година учествуваа и младински бригади од Југославија. Во обновата на уништените резби работеа и охридските копаничари. Така Варшава стана град на меѓународна солидарност, потврда на готовноста на луѓето од целиот свет да се помагаат меѓусебно по завршувањето на уништувачката војна. Полскиот народ неизмерно ја сака својата престолнина. Ја сакаше и се жртвуваше за неа во Втората светска војна, при одбраната од нападот од хитлеровските орди во 1939 година. Ја бранеше и гинеше за неа во 1943 година, а на 1 август 1944 година смело гинеше за неа. Ја сакаше и ја сака неизмерно и по ослободувањето, кога вложи огромен труд во нејзината обнова и изградба. Ја сака и се восхитува со неа. Варшава одново стана убавица на реката Висла.